Добар ден! Користам прилика да ве поздравам вас, новинарите, кои денеска сте присутни на овој брифинг и секако да ги поздравам гледачите на телевизиите, слушателите на радиото и читателите на медиумите. Денеска е ден и време за вас, новинарите. Тука сум денеска да дадам одговор на прашањата што ќе ги добием од ваша страна, кои верувам вие најдобро знаете да ги поставите, бидејќи ги слушате најчесто реакциите на граѓаните. Од тука мислам дека овај денешен брифинг е многу важен, се со цел граѓаните да можат да добијат одговор на прашањата кои вие ќе ги поставите во нивно име. Поверете. Ја и минатиот пат поставив го сличното прашање околу данокот на имот. Дали компаниите што избегаваат го плаќањето на данокот на имот, поради тоа што кои ги прават објекти имат пријавено една дејност, а сосема друго користат, се со цел да се избегне тоа плаќање, дали конечно општината ќе преземе нешто мерки, и овај период не се презема, бидејќи тоа, според мои претпоставки, не са малку пари, дека многу се сотија може општината многу повеќе буџетот да се збогатеа и онака дека може кои работи да се направат. Добро, благодарам на прашањето. Значи, ова е исто тема која и нас на локално ниво не оптеретува и ни смета, бидејќи навистина ние можеме да реализираме проекти само врз база на приходите кои што ги добиваме, а еден од основните приходи за што ги остварува локалната самоуправа се плаќањето на даноците како на граѓаните, на физичките лица, така и на фирмите кои функционират во овој дел на општината. Значи, ние се соочуваме со еден таков проблем, подолго време размислуваме и разговараме како да се најде решение, бидејќи еден голем дел од стопанските субјекти кои функционират во општина Кочани се регистрирани како заштитни субјекти, заштитни работилници, што според законот се ослободени од плаќање на данокот. Законот е таков, меѓутоа има добар дел и изнајдено начини дел од фирмите како да го изманипулират и да го изиграт законот. Ние сме во тек на испитување на одредени работи, односно најпрво им сакаме да ги расчистиме работите околу законот, на што точно се однесува тој закон. Значи, имаме ние објекти кои се наменети за заштитни работилници и ја вршат функцијата, односно луѓето кои се вработени по тој основ и ја извршуваат својата работна задача во такви објекти и тука нема ништо спорно. Меѓутоа постојат многу објекти кои се издаваат под закуп и тука се доведува во прашање дали навистина тие го почитуваат до крај законот и овде ние како локална самоуправа сме ограничени во нашите можности, односно ние мораме да го следиме само законот и ништо друго и постапуваме по законот. Значи упативме прашање до законодавна правна комисија се со цел да ни дадат правилно тумачење на законот и да знаеме како во иднина да постапуваме. Поверете? Според мен еден од најсериозните потенцијали кои има Кочани, а кои може да направат значаен исчекор во развојот на градот и на општината во целина, се геотермалните води. Кочани долго време нема бања, тоа би го издал како едно посебно решение и приоритетно кое може да се направи веројатно и со некои други поитни мерки, а генерално една поголема искористеност на термалните води во повеќе сфери, пред се во развој на банскиот туризам како комплексно прашање. Од тук би сакал да ги слушнам размислувањата дали што во еден извесен или пократок период би можело да се направи, што може да направи општината за сето тоа да се ефектуира максимално. Бидејќи во сегашната ситуација таму се инвестирани доста средства од австриската влада пред се, меѓутоа само за загревање на оранжериите и на неколку институции, мислам дека е премала искористеност. Благодарам. Значи, прашањето е на право место и навистина е загрижувачко она што го имаме со искористувањето на капацитетот на геотермални води и дека во овој момент искористувањето, како што рековте, е само во делот на загревањето на оранжеrijското производство, вие знаете дека тоа е сезонско, и во делот на загревање на неколку институции, што навистина е далеку од капацитетот што го поседуваме. Тоа е едно природно богатство кое навистина
може и треба да даде голем поттик во развојот на економијата на град Кочани, поготово ако земеме во предвид дека во моментот најбрзо растечка индустрија, односно најголемиот раст, најбрзиот развој е во делот на туризмот, и од тука наша задача е час побрзо да изнајдеме решение како ова природно богатство покрај досегашното користење во намените што веќе ги споменавме, да го користиме и во делот на туризмот. Од моментот кога дојдов на чело на општина Кочани, се водам со тоа размислување на кој и каков начин да допринесеме за подобро искористување на природните богатства, меѓу кои, како што рековме, се и геотермалните води. Начинот е единствен и едноставен, значи градење на современи спа центри, бањолошки центри кои во последно време се тренд и на вистина бележат еден енормен развој. И овде не треба да бидеме многу паметни, само треба да ги следиме искуствата на нашите соседи и да тие нивни искуства да можеме да ги пренесеме на наша страна, ефектите ќе бидат повеќекратно и ќе бидат во секој сегмент. При една моја неодамнешна посета на Конгресот на бугарските спа центри и бањологија, каде што бев присутен и јас, слушнав различни искуства од повеќе земји кои што беа присутни на Конгресот, меѓу кои беа Германија, Франција, Италија, Романија, Унгарија, Грција, Бугарија и единствени присутни беа од Македонија, и таму јасно беше набележено дека иднината и трендот е во развојот на спа центрите и бањологиите. И кога слушнавме со какви капацитети тие прават бањологија, значи ние ги имаме идеалните услови. По нашето враќање од посетата на тој конгрес се заземавме со поинтензивна работа во тој сегмент, односно барање на посериозен инвеститор кој ќе инвестира во делот на спа центрите. Ние поодамна почнавме со една идеја, значи нарачавме идено решение, проект преку Центарот за Источноплански регион, се со цел да имаме некаков проект со кој ќе пробаме да мотивираме странски инвеститори или поголеми финансиски мокници кои ќе можат да направат еден таков спа центар кој ќе биде пионерски почеток во развојот на спа центрите во овој регион. За жал, и овде се соочуваме со еден проблем, а тоа е делот на урбанистичките планови кои се навистина една огромна кочница во развојот на секоја општина, па така и на Кочани. Значи, ние овде се соочуваме со еден проблем, иако потенцијалниот инвеститор е овде и ги водиме разговорите, ние најпрвен треба да ги отстраниме пречките овде во нашата локална самоуправа, се со цел да му возможиме на инвеститорот да може да се ги оствари своите замисли и своите проекти. Значи, според постоечкиот детален урбанистички план, таму е предвидена една друга категорија, каде што има сместувачки капацитети од временски карактер, а тоа се како објекти за 1-2 спрата и така натаму, значи не се одестуват на потребата и намената која што е потребна за еден таков спа центар. Понатаму, сегашниот генерален план е со друга категорија, што значи дека еден таков детален план кој го имаме во моментот е неприменлив, што е неопходно да ние направиме измена, усогласување на деталниот со генералниот план и да пробаме желбите на потенцијалниот инвеститор да ги вгладиме во тој детален план, што и го правиме во моментот, се со цел да направиме една ваква инвестиција. Значи, со една таква инвестиција пионерска која треба да биде со една повисока категорија на намена, мислам дека ќе допринесеме да и помалите, односно куќите кои што ги имаме доста во овој дел, кои се запоставени или иселени, да се доведат во некоја нормална граница и да можат и тие да бидат на крајот ставени у функција во делот на туризмот и да имаме и домашно сместување како и во секоја друга општина, односно во секој друг модерен град каде што има вакви спа центри. Ама основата мора да ја градиме на еден современ спа центар, а сето друго да го доградуваме подоцна.
Ние за сега водиме разговор со еден потенцијален инвеститор, ги отпочнавме постапките за промена на деталниот урбанистички план во градска четврт 14, каде што се наоѓаат и двете парцели за изградба на такви спа центри. Останува да се потрудиме што е можно тие промени во деталниот план да ги направиме што е можно побрзо и да му возможиме на потенцијалниот инвеститор да ја оствари својата намера за инвестирање во еден ваков спа центар во општина Кочани. И секако дека овде нема да застанеме, значи нашите размислувања за искористување на геотермалниот потенцијал не застанува овде, размислуваме и со други парцели кои што можеме да ги намениме за изградба на такви спа центри, кои ќе допринесат за сосема еден друг вид развој на општина Кочани и на целиот регион, а овде, ако ги поврземе и предностите кои што ги нуди Пониква, навистина шансите се огромни, треба да видиме само колку ќе бидеме ние брзи да можеме да ги ставиме овие потенцијали во функција на туризмот и навистина да влеземе похрабро и посилно во развојот на туризмот во овој дел на Македонија. Може под прашање на истата тема. Па, повелете. Рековте дека имаме еден потенцијален инвеститор. Дали имаме објавен јавен повик и дали само тој е заинтересиран еден потенцијален или може да има и повеќе потенцијални инвеститори што ќе биде уште подобро во развојот на овој банјски туризам? Значи, ние сме далеку од постапката за објавување на еден таков повик. Секако се што работиме, како и до сега работиме транспарентно, отворено и отчетно, така да и таа постапка ќе биде направена на еден начин кој е предвиден. За сега реков дека има еден потенцијален кој пројави интерес. И благодарение на тој интерес ние земавме посилни чекори да направиме што е можно побрзо промена на урбанистичкиот план и да возможиме луѓето кои се заинтересирани да инвестират во таа гранка. Значи, Значи, ако ме пратевте добро, значи ние сега имаме еден потенцијален кој размислува, се пријави, меѓутоа ние размислуваме поглобално и пошироко, значи ако ме пратевте добро, значи размислуваме и за други парцели кои сакаме да бидат, каде сакаме да бидат предвидени вакви спа центри, хотели од таков вид, се со цел да овозможиме пристап на што е можно поголем дел од инвеститорите. Само тој е начин на развојот на таа гранка и на вистина благодетите од таа гранка се огромни. Замислите да имаме еден хотел каде што ќе имаме 200 соби и во деновите на викендите, како што гледаме во комшиите, да имаме по 400 гости, кои ќе продефилираат низ Кочани да испијат по едно кафе, од тоа ќе имат благодет сити. И сметам дека најбрзиот развој во било која општина е туризмот. И од тука сметам дека ние треба посилно, похрабро и да работиме на оваа тема, се со цел да возможиме потенцијалните инвеститори да бидат реални инвеститори и да инвестират во оваа гранка и резултатите верувам дека ќе дојдат многу брзо по остварањето на било која инвестиција. Може да откриеме пред граѓаните дали е домашен или е странски инвеститор, тоа мислам битното. За мене така ме интересира. Инвеститор е инвеститор. Ние водиме разговори, значи пошироко, меѓутоа засега има еден домашен стопанственик заинтересирано, меѓутоа вратите се отворени за сите и тоа ќе го знаеме во моментот кога ќе ги отвориме повиците, односно кога ќе бидеме ние спремни за почнување на постапката за продавање на парцелите кои ќе бидат наменети за таа намена и верувам дека пропагандата која правиме во моментот ќе допринесе поголем број на инвеститори да се пријават во тој дел, што ќе допринесат за побрзо започнување на оваа фаза на развојот на туризмот во Кочани. Сакам само да надоврзам, кога зборуваме за големите проекти, тие се тековни и ќе се решаваат, можеби ќе биде потребно и повеќе време. Дали е можно да се размислува за краткорочно решавање на еден преоден, на едно преодно решение, бидејќи Кочани веќе 15 или повеќе години нема бања. Граѓаните се фактички скратени при толкова богатство од термална вода да не можат да користат банјско лекување, банјски услуги и така натаму. Дали е можно да речеме во рамките дали на КЈП водовод, дали во некоја друга форма да се направи некоја, како монтажна бања, ако не го карикирам тоа премногу, за да можеме да не чекаме да се реализираат крупните проекти, туку да можат граѓаните да ја користат топлата вода, што се вели уште веднаш или што е можно најбрзо.
Се сложувам, значи имате право, прашањето е убаво и моите мислења ме водат во тој правец, меѓутоа за жал, значи со случувањето на договорот за јавно-приватно партнерство, значи вие добро знаете дека кога дојдов јас како градоначалник на општина Кочани ми чекаше завршен проект договор за јавно-приватно партнерство за градскиот базен и се околу градскиот базен што е. Значи веројатно ако се размислувало порационално, имало шанси тој градски базен навистина да биде наполнет и да биде претворен, односно на еден и друг начин да се најде инвеститор со помали средства да биде покриен и да се направат собликувални каде што, како и во секој друг град каде што има вакви геотермални води, значи да се направи еден градски базен каде што луѓето првин ќе почнат таму, а после тоа да го градиме. Значи тоа е краткорочното решение. За жал ние во овој момент немаме на некоја таква локација и таква можност да размислуваме бидејќи постојниот базен веќе е издаден според постоечкиот договор. На нас ни преостанува само да размислуваме посилно и похрабро во изградбата на еден прав спа центар, а секако дека еден таков градски отворен базен за Бања Луѓа е повеќе од потребно на општина Кочани и тој ќе допринесе за развојот на оној друг туризам кој што го зборуваме. По-конкретен проблем што тангира луѓе од улицата под старата касарна. И са бајле одејќи на работа имаше вода со фекали над степеници. Прелива над решетка. Целото е со шавурика, трска, значи има вода таму. Плюс реакциите на граѓаните од куќите под старата касарна. Има повеќе пати и кај нас у радио и со медиуми. Проблема од постар карактер, не од вчера, не. Едноставно има слевање на водите у куќите. Дали е проблем старата касарна, дали е, не знам. Они посочуват на станарите од старата касарна. Дали не можем да го дефинирам старата касарна. Тамо има полски вецини, има и дали размислувате нешто? Значи, ако пратите подолго време, ние размислуваме за покомплексни решавање на проблемите кои ги мачат граѓаните на општина Кочани, меѓу кои е еден од погоршливите проблеми и тој потек околу старата касарна. Значи, таму општина Кочани, како што рековте, проблемите не почна од вчера или завчера, тие се со децении, меѓутоа еден ден мора посериозно некој да се зафати и да ги решава, бидејќи тие сами по себе не се решават. Значи, од тие причини ние се зафативме со едно малку посериозно решение за комплетно и комплексно решавање на целокупниот проблем, бидејќи не само фекалиите и атмосферската вода која тече по улиците, таму имаме и други погоршливи проблеми, каде што потенцијални извори на зараза и така натаму, што на еден и друг начин, не сакам да кажам што се може да се случи од тоа. Од тие причини ние веќе преземавме посериозни чекори мерки, најпрви да најдеме соодветно решение за да ги иселиме луѓето кои што се сместени таму и да се отвори простор за решавањето на овој комплексен проблем. Значи, фазата во моментот е малку подлабока, значи, изнајдена е соодветна локација, веќе се направени сите припреми, односно решение до одобрение за изградба на такви куќички, каде што ќе бидат сместени тие, според последните пописи што ги имаме, што се направени од таа зграда, значи од старата касарна се сместени 21 семејство, од тие причини, значи се направени сега модули, значи 6 модули, каде што ќе бидат по 4 семејства сместени, значи вкупно 24 семејства, 21 имаме пријавено, ќе останат 3 резерва. Што значи дека според нашите размислувања, нашите планови со поддршка на централната власт очекуваме ова следната година 2019 овој горшлив проблем на Кочани да биде минато и да пристапиме кон решавање на сите други проблеми кои произлезат
со решавањето на тој проблем, значи комплетно решавање на целокупната дали атмосферска, дали фекална канализација, значи целото тоа да го решиме и да навистина граѓаните или жителите во тој регион бидат спокојни дека нема да се соочуваат со таков проблем. Првочно мораме да го решиме овој проблем за да отвориме натаму простор за решавање на сите други. Сето оно што е акутно за решавање моментално, значи ние го решаваме со јавното предпријатие, секаде кај што ќе има поплака, дека има дали фекална или атмосферска канализација, се трудиме да биде прво расчистено, потоа да биде спроведено на место каде што ќе биде навистина побезбедно. Според вашата реакција, сметам дека е потребно исто да ова го укажеме на јавното предпријатие, уште еднаш да направат согледување целосни и она што е акутно или моментален проблем да го решиме, меѓутоа трајното решение ќе биде со решавањето на комплетниот тој простор во тој дел. Би сакал да се навратам уште еднаш кој за кој пат може би околу проблемот со паркинг простор што имаме во градот, особено по реакции од наши сограѓани со кои секојдневно комуницираме. Значи, не е тоа начинот и принципот на кој треба да работи таа паркинг служба. Мора да се направат промени и мора да биде подеднакво за сите кои веќе се користат тие паркинг места, се додека, како што вие рековте, не се изгради таа катна гаража, која се надеваме во голема мера ќе ги растовари овие проблеми што денеска ги имаме секојдневно, би рекол. Добро. Значи, паркирањето е проблем кој што ги мачи сите општини во Република Македонија и Кочани не е исклучок од таа работа. И нормално за решавање на тој проблем е потребно и средства, и време, и трпение од сите, се со цел да се изнајде едно покомплексно решение кое ќе ги задоволи потребите на граѓаните за еден подолг период, а тоа во повеќе наврати рековме дека е конечно решавање со изградба на една катна гаража, за кое секако се потребни прво проекти, а потоа и средства. А најважно е да се најде и соодветна локација, бидејќи ние граѓаните најчесто сме луѓе кои сакаме, ако е можно со автомобилот, да влеземе, да не кажам, до вратата таму каде што имаме потреба, што навистина е тешко и проблематично и токму од тие причини е и проблемот со паркирањето. Значи, проблемот со паркирањето, како и многу други проблеми, почнуваат од нас, граѓаните, кои сме од другата страна и кога треба да направиме некоја постапка со која ќе бидеме еден позитивен пример. Наместо тоа, најчесто ние ги злоупотребуваме или бараме начин и решение како да ги злоупотребиме и законите и сето оно што ни стои на располагање за регулирање, поготово во овој дел сообраќајните знаци, непочитувањето на сообраќајните знаци и паркирањето на места каде што не е дозволено, допринесува хаосот да биде навистина уште поголем. Што значи дека овде има и простор за работа и на нас, и на сите други институции, се со цел да и граѓаните сватат дека со ова работа, значи ова работа мора комплексно и сите заеднички да решиме, а не поединци. Ние не можеме овде да го решиме ова со декрет, него можеме да го решиме со проекти на кои стрпливо и темелито работиме, се со цел да биде решението покомплексно и за подолг период. Она што го рековте дека не ми се допаѓа и навистина е недопустливо да селективна примена на законот. Значи тоа е недопустиво и на тоа реагираме и ќе реагираме секогаш, бидејќи нашиот пристап како раководство на локална самоуправа е да работиме отворено, транспарентно и според постоечките закони и да тука нема привилегирани и луѓе на кои се прави терор. Значи, законот мора да важи подеднакво за сите и дека ние ги правиме сите напори и со укажување, дури и со промени во делот на паркингот на луѓето кои го водат и кои се задолжени, се со цел да се заведе ред и да може да функционира тој дел колку што е можно подобро. Рековме дека ќе отвориме дебата, стојам на тоа и ја користам секоја прилика кога имам средба со граѓаните да разговараме отворено и да дебатираме и да ги слушам нивните размислувања, бидејќи навистина ова е едно комплексно решение, комплексно прашање за кое бара и едно решение кое ќе биде општо прифатено од сите страни. Секој еднострано решение ќе биде прифатено како и многу други работи со критика, што сметам дека во овој момент е непотребно. Работиме и на овој случај, очекувам дека со затварањето
на деталниот план за градска четврт број 6, каде што е и централното градско подрачје, каде што планираме да се изгради катна гаража, ќе биде отворен просторот за изграда за една таква гаража, која ќе ги реши проблемите на подолг период. До тоа време останува овој паркинг простор кој што го имаме, постојат можност со плаќање на лице место на луѓето кои се таму, меѓутоа вие како што кажувате и како што и јас самиот забележувам, не функционира онака како што е планирано и навистина е потребна една реорганизација и една посилна заложба, се со цел и тој дел да функционира онака како што треба и додека изнајдеме трајно решение да тоа функционално решение биде прифатливо за сите. Уште само на истата тема, дали е рентабилна наплатата на паркинг до сега? Не. Мислам, дали тие трошици што ги има општината? Апсолутно. Платениот паркинг е воопшто неисплатлив и за општината и за јавното комунално предпријатие. Меѓутоа, во овој момент ние немаме друг избор. Каква таква наплата регулира до некој сегмент барем паркирањето. Замислете ако ние го тоа оставиме да биде ненаплатливо. Тогаш хаосот ќе биде дупло поголем отколку што е сега. И ова прашање не сакам сега јас да го кажам, сакам преку дебата да дојдеме до прав одговор за да знаеме какви решенија и мерки да преземеме во иднина, се со цел проблемот да биде што е можно помал. Во моментот се наплаќа и треба да се наплаќа, како во иднина ќе се одлучиме, зависи од дебатите кои ќе ги направиме и од резултатите од испитувањето на и мислењата на граѓаните. Средствата што се во загуба на месечно ниво? Молам? Големи ли се средствата што одат во загуба на месечно ниво? Не, тоа не се големи средства, тоа се средства кои се уште ни можеме да ги поднесеме, меѓутоа било каква загуба не е добра, па и ова загуба која е минимална не е добра, меѓутоа реков, понекогаш ставаме на вага и сакаме да измериме дали штетата во финансии која е символична, треба да биде пресудна или редот колку толку е поважен. Во овој момент сметаме дека редот е многу важен и затоа овој начин за наплата на паркингот ќе пробаме да го ставиме уште посилно во функција, се со цел да правично и правилно биде наплатуван секој оној што ќе го користи паркинг просторот, се до конечната одлука како и што понатаму. У паркинзите додека сме, јас само ќе, не знам уште некој од колегите сакаше да прашаме и тоа со тоа да завршиме. Дека мој размислување уште на почетокот кога се донесе оваа одлука не беа, не може да сване едни да плаќат, едни да не плаќат. Мислам дека проблемот е кај нас луѓето. Научени сме да не плаќаме и сега го правиме ние тај хаос. Ако излезат тројца од дома, сите со триколи излезат и се снајдат се кај да паркират, само за да избегнат плаќање. Неле може вие како градоначалник, во соработка секој со советниците, таа одлука до изградата на таа катна гража малку да се прииначи. Односно, што ми избор? Улицата Маршал Тито што е? Од постоечка мост тука, да се наплаќа до поштата. До мосто кај клучката што е према Стришани, раскрстницата што е. Улицата кај на револуцијата, исто треба да се наплаќа. Бидејќи се избегава там, не сакат тука да оти и хаосо прават они. И улиците други што се, што гравитират околу тие две главни улици, да ги кажеме, Браке Ставреви и улицата Николичо е, од другата страна. И како последно, срамота е да плаќат луѓето паркинг, а во Кочани имаме прекрасен паркинг тука на площадот пред локалната самоуправа, паркинг што собира преко 100 возила, тука да не се наплаќа. Мислам дека тоа дали изводливо е вие како градоначалник во соработка, да се прииначи таа одлука до изградата на таа катна гража. Први сакам еден мал вовед во првиот дел од сегментот од прашањето каде што поставивте нашата неодговорност како граѓани. Во главном, најголем дел од проблемите почнуваат од нас граѓаните и ако зборуваме за корупцијата, таа најголем дел почнува од таму, од нас граѓаните, бидејќи сакаме дел од работите или наместо да ги тераме по нормален пат, сакаме да ги тераме по скратен пат и надвор од законот и тие предизвикуваат корупција. Тие се основниот и почетниот извор на корупција. И од тука мојот повик и апел сите ние да се придржуваме на позитивните законски прописи во секој сегмент, се со цел да допринесеме за еден подобар амбиент за живење во нашата општина. Она што се однесува до паркинг плацот, паркинг просторот, рековме дека отвараме дебата. Се сложувам
со вашата констатација дека не е во ред на една улица да се плаќа, на друга да не се плаќа, и она што е во централното градско подрачје, преку дебатата треба да произлезе или ќе го направиме целиот овој простор платен паркинг или нема да биде платен. Значи одлуката ќе ја донесеме во зависност од тоа какви ќе бидат нашите сознанија од реакциите на граѓаните преку дебатите кои ќе ги водиме во текот на овој месец, се до донесувањето на буџетот, и секоја наша средба која ќе биде дебата за буџетот ќе биде и дебата како за паркинг просторот како да биде решен, што да направиме натаму, кои се следните чекори, идеи што ги имаме во дислоцирањето на пазарот, кој ни е проблематичен. Во овој момент навистина е неможно во централното градско подрачје да се движите не со легалниот, со нелегалниот пазар. Збориме оној што е по улицата и оној што е од левата страна по течението на реката. Значи, тоа се работи за кои треба преку јавна дебата да дојдеме до сознание што е тоа што е потребно на граѓаните и ние да го направиме. Значи, преку јавната дебата остануваат уште многу други прашања кои сакаме да ги додирнеме и да донесеме одлуки кои ќе бидат навистина во корист на граѓаните за парковското решение. Значи, нашиот постоечки парк, ваков како што е, не е во функција. Значи, сакаме да отвориме јавна дебата и за паркот. Што и како? Што очекуваат од граѓаните ние да направиме тоа катче да го уредиме на еден сосема друг начин, се со цел да биде функционален и да можат граѓаните да го користат. И рековме паркингот, рековме за пазарот и сите други прашања што се од поширок интерес на граѓаните. Ќе отвориме широка дебата од која очекувам дека ќе произлезат и потенцијални можни решенија. Повелете? Уште едно прашање. Јас само бих додал на истата тема, значи нов платен паркинг простор, нови инкасатори, нова поголема загуба ќе донесат. Рековме, сега не кажуваме што ќе биде, значи рековме дека од дебата, добро, од дебатата треба да произлезе и решението. Треба да оставиме граѓаните да го кажат, стручните служби да го кажат своето мислење и на крајот да извлечеме заклучок од кој на крајот сите ќе имаме придобивки, а не загуба. Значи не е целта да правиме загуби, целта е да имаме придобивки, ама да имаме и ред. И во овој момент не се најважни финансиите, бидејќи тоа не се средства за кои треба општината да расправа и да разговара. Да, ние треба да водиме грижа за секој денар на граѓаните, меѓутоа реков дека не се во прашање парите, во прашање е начинот на кој ќе го регулираме ова горчливо прашање, се со цел да имаме поголем ред и поголема безбедност кај сите нас. Повелете? За жал не го знам точно името на улица. Тоа е помала улица помеѓу Страшо Ервапчи и Димитрија Лазаров. Тоа е улица на која јас живеам, на Димитрија Лазаров, али ово не е мој проект. Мислите дека е одлична природа. Него повеќе е за станарите што се на таа улица. Тоа е типо дека куќата, Николчо професор од гимназијата, Уметалната. Тоа е улицата Годе, последната куќа. Поранешна 119, е така. На едната страна се дали се размислува да се реши, затоа што тие луѓе стварно сега кога излават последно зимно време позади е... Мислиш на асфалтирање? Комплетно решавање на асфалтирање. Вака сега. Значи, веројатно овие прашања се убави, меѓутоа овие прашања очекувам да ги постават местните и урбаните заедници и управо тоа е задачка. Не мислам, овој брифинг со новинарите беше посветен за некои малку покомплексни прашања, што не е лошо, ќе го добиете одговори за ово, не е спорно, меѓутоа мислам, за да ги решаваме ваквите проблеми кои сега ги спомнуваме, е потребна иницијатива на местното население, организирани преку местни и урбани заедници и да ги покажуваат нивните потреби. Значи, и ова улица е предвидена во 2019, значи работиме комплетна проектна документација и ние одлучивме да улиците во принцип ги работиме со проекти. Значи да не импровизираме, да правиме, да крпиме лево десно и да само фрламе пари и да тоа не бидат трајни решенија. Трајно решение во принцип во тој дел можеби не постои, меѓутоа подолгорочни решенија. Значи од тие причини за секоја улица правиме проект, изведбен проект и на врз база на тај изведбен проект
ќе распишеме јавна набавка и ќе биде улицата направена. Да, таа улица е предвидена во 2019 година, како и многу други во Кочани да бидат решени. И најголем дел од улиците во општина Кочани со буџетот од 2019 година планираме да бидат решени, што значи сакаме си дадеме простор во овој мандат покрај градење, односно завршување на незавршените улици, да си дадеме простор и постоечките улици кои се во очарна состојба да почнеме да ги реновираме. Нашата проекција е уште во 2019 година, покрај асфалтирањето на неасфалтираните улици, да почнеме и со реконструкција на дел од постоечките улици кои веќе се навистина во очарна состојба. Поверете? Ја сакам да прашам две прашања, ако може, пошто малку да се вратиме на нешто што значи поглобални проблеми за граѓаните. Од комуналните проблеми да се префрлиме на инфраструктурата, ме интересира гасификацијата е дојдена до Штип, се најавува дека во Штип веќе ќе се прави и детална мрежа. Дали имате можност вие лично како градоначалник да излобирате и како председател на Источно-Планскиот регион да се пушти еден крак до Кочани, па заедно со градоначалникот на Виница да добиеме и ние од тој газ. Може би е на подолг рок овој решавање на овој проблем, односно на ова прашање, и тоа дајме да се почне да се размисли. Значи, ова е една од темите кои заслужуваат огромно внимание и навистина и у програмата која што беше направена за време на локалните избори, една од точките или стоеше изградбата односно гасификацијата на Кочани. Ја согледавме проблематиката, навистина тоа е еден комплексен и малку позамашен проект каде што се потребни огромни средства и навистина општина Кочани, па дури и општина Виница да ја вклучиме, тешко можеме сами да изнајдеме решение. Точно е дека гасификацијата е предвиден крак до Штип, се уште не е пристигнат, меѓутоа предвиден е крак за Штип и веќе во општина Штип по нивна одлука има донесено за изработка на проект за секундарниот дел. Значи, тие веќе го работат. Јас во рамките на моите надежности, во рамките на моите можности, значи во секоја моја средба со надежните институции разговараме за гасификација на Кочани и на мојата последна средба во владата со луѓето задолжени за енергетика, веќе имав и конкретна средба и разговори. Постои расположение да се размислува за сега, значи нема да ми замерите, бидејќи јас не сум политичар и ќе зборувам само за она што сум убеден дека може да биде направено и за нешто за што имам цврсти не ветување, него договори, за тоа ќе зборувам, а за она другото ќе зборувам дека имат расположение да се размислува, значи и да се бара соодветно решение како да го решиме и овој проблем со гасификацијата. Значи, размислувањата одат да се искористи во овој момент градењето на експресниот пат од Штип до Кочани и пробаме да го искористиме во овој момент да се постави главниот цевковод покрај патот додека се прави трасата, да се стави и цевковод за гасовод до Кочани, односно да продолжи и до Виница. Значи, економска оправданост за гасовод постои Кочани и Виница и тука за жал завршува. Значи, се поставува прашање колкава е инвестицијата и колкова треба да биде искористеноста. Значи, според сите анализи, исплатливо решение е Кочани и Виница да бидат поврзани со газ заради индустријата која стои у Виница и која е потенцијален корисник на гасоводот. За сега ова е сведено на размислување и во разговорите доби ветување дека со ГАМА ќе се водат разговори кој да ја земе да го изведе проектот. Значи, ние немаме проект за таа работа, сега се размислува дали е ГАМА спремна да направи проект, изведен проект за цевковод од Штип до Кочани. Првата фаза е таа, а понатаму секако ќе продолжат и другите размислувања. Откога ќе имаме дефинитивна одлука од страна на владата дека ќе се финансира и ќе се изведува, секако дека ние ќе пристапиме за проект за изведба на гасификација и во општина Кочани, секако дека први треба да почнеме со индустријата и полека па и во централното градско подрачје. Значи, повторувам дека во овој момент се водат разговори, први да се направи проект за гасоводот од Штип до Кочани, а понатаму останува на општина Кочани и општина Виница ако
одлучи за еден таков проект. Реков уште едно прашање, две прашања. Повели. Поставам второто се однесува делот на финансиите на општината. Се крои буџетот за наредната година, меѓутоа за овој веќе изгласате ребаланс. Рековте дека ги намаливте голем дел од долговите во образованието пред се. Во кој дел кратевте за да обезбедите пари не само за образованието, туку и да ја обезбедите реализацијата на буџетот за 2018? Што не е исполнето, односно каде се намалија пари? Значи, јас во повеќе наврати реков дека кога дојдов за градоначалник на општина Кочани, буџетот повеќе или помалку беше скроен. И секако дека човекот доаѓа на едно ново работно место, едно ново искуство, во кое јас навистина влегов во формирањето на буџетот без огромно искуство во делот на формирањето на буџетот на ваква институција. И со реализацијата на буџетот кога започнавме, видовме дека постојат огромни можности за заштеди во разни проекти и средства кои можат да бидат искористени во реализација на други проекти. И јас можам од овде да ви кажам дека без обзир на остварувањето на буџетот, она што беше проектирано со буџетот како проекти, во целост се реализирани и натврдени сите проекти. Значи, од проектираните 9 направивме 18 улици и во секој сегмент во кој да погледнеме имаме повеќе остварено од планираното. Тоа го постигнавме на начин што на еден сосема транспарентен начин ги правевме сите јавни набавки и цените во јавните набавки во секој сегмент, буквално во секој сегмент падна дури и повеќе од 30%. Нешто што ни овозможи со исти средства или со помалку средства остварени од планираните да ги реализираме сите наши проекти. Не се реализирани неколку проекти за кои навистина и немаше толкова потреба. Една од буџетот, ставки од буџетот што не е реализирани, тоа е во делот на експроприација, таму каде што не стигнавме, и делот од катастарските услуги. Значи катастарските услуги се плаќаат по потреба, значи таму имаме намалување на средствата, во другиот дел во принцип сегде ги исполнивме и ги надфрливме очекувањето во извршувањето на проектите со помали средства. И во делот на одржувањето на јавното осветлување, и таму имаме намалување, и тоа значајно намалување од повеќе од 30%, со што навистина остваривме, односно обезбедивме средства за целосно реализирање на програмата што беше предвидена со буџетот за 2018. Споредувајќи ги остварувањата на буџетот, на приходната страна и на расходната страна во 2018 година, зацртавме буџет реално остварлив за 2019 година. Значи, ние ова година не пренесуваме обврски кои нема да бидат измирени за работи што се завршени во 2018 или порано. Значи, буџетот во буџетската 2019 ќе влеземе со чист буџет. Јасно, тоа што било 2018 ќе биде се платено, расчистено, имаме доволно средства и тоа што се работи, а тоа што е сработено до сега е платено, измирено, немаме никакви обврски, и во 2019 навистина буџетот ќе биде пореално мерлив, бидејќи ќе имаме една чиста ситуација, нема да имаме пренесени ставки од едната на другата страна. Кога ме прашавте на што штедевме на се. Нема сегмент во кој не штедевме. Сите непродуктивни расходи ги затворивме. Еве, дневниците за што беа предвидени за кабинетот на градоначалникот се ставка 0. Немаме искористено за дневници ниту еден денар. Така е во сите непродуктивни ставки. Поверете. Јас малку сакам да завршиме, мислам да ќе завршиме со ово прашање околу сообраќајот. Зафативте се за еден проект оваа година, асфалтирањето на патот до Пониква. Значи, реновирањето на патниот правец Кочани Пониква со поставување на слој асфалт од 11 км. Дали се планира и преостанатите за наредна година 8 км да се завршат, тоа да биде целосно, значи од клучката кај Бели догоре направено, тоа е првото прашање. И второто ќе се наврата малку за време на кампањата, мислам дека имавте дека ќе се подобрат условите за младите доста на културата и спортот. За културата конкретно, дали се размислува за мултикултурен центар, целосно реновирање или изградба на нов, и дали
нешто со основно проблемо со решавање, особено со кровната конструкција, мислите да го решите, бидејќи навистина од сите страни таму е хорор филм кој ќе улезете у некои простори. Тука јас завршувам со моите прашања. Значи, прашањето за реконструкцијата на патот до Пониква, значи, ова година никој не очекуваше дека ќе го направиме ова што го направивме, ако сме искрени. За жал, ние луѓето сме повеќе спремни да критикуваме отколку да пофалиме нешто што се случува позитивно, па колку и малку да е тоа. Навистина, сметам дека направивме една акција во делот на реконструкцијата на патот кој беше во очајна состојба и реконструиравме најгорчливите 11 километри, почнувајќи од целосниот паркинг плац, па аеродромот и се до Блешката кривина, таму каде што беше најлош. Значи, патот е потполно направен како нов, во тек се работите околу банкините и сите други пропратни работи кои се потребни, се со цел патот да биде ставен во функција онака како што треба и како што е потребен на посетителите на овој зимско-туристички центар. Понатаму се работи, ќе продолжи да се работи во делот на заменување на целокупната ограда околу патот, се со цел да добиеме навистина еден пристапен пат кој ќе биде за потребата на посетителите на Пониква онака како што треба и за безбедност и за секој друг поглед. Продолжуваме и понатаму, значи како што гледате покрај реконструкцијата на тие 11 километри, ние успеавме додатно да излобираме да направиме нешто повеќе од 2 километра во градското подрачје кое е патот кој поврзува до Пониква, значи почнувајќи од раскрсницата, па се до последните куќи од Страшо Ербапче, се прави целосна реконструкција на тој дел, бидејќи патот навистина беше во една очајна состојба и беше еден од најлошите во градот Кочани. Значи целосната реконструкција се очекува да биде завршена во следните десетина дена, зависни од временските прилики и што е надвор од планираното и што беше договорено со Агенцијата за државни патишта. Останатите 8 километра, точно договорено е дека следната пролет ќе биде направен јавен повик и ќе биде реконструиран и останатите 8 километри, што значи дека Пониква, нашиот планински центар, Пониква ќе добие комплетно нов, освежен пат, пристапен пат. Тоа беше првото прашање. Второто прашање за мултикултурниот центар. Значи, за мултикултурниот центар сме во постапка, значи аплициравме во побикот за прекогранична соработка и очекуваме наскоро да добиеме и конечен одговор, и ако ги имаме сигналите, меѓутоа, како што реков денес од ова говорница, нема да говорам за работи за кои немам подпишано договор, се очекува следната година целосно да го реконструираме мултикултурниот центар и да имаме ново катче и за младите и за сето оно што е потребно на граѓаните. И сакам само назад да се навратам на уште една работа кога зборувавме за околу реконструкцијата на патниот правец до Пониква, нешто што на вистина е повеќе од потребно за развојот на туризмот за кој што зборувавме на почетокот. Значи, ако успееме ние да ги поврземе нашите природни богатства и приоритети кои ги имаме како општина Кочани, како регион, искористувањето на геотермалните води, поврзувањето со планинскиот туризм, на вистина на добар пат сме да имаме еден добар развој во делот на туризмот како стопанска гранка. Сакам да кажам дека во тој сегмент неодамна, значи денеска јас ќе одам во владата на подпишување на договор каде што добивме грант од 30 милиони денари за изградба на велосипедски патеки, изградба на нов планинарски дом и сите други придружни објекти кои ни се потребни за развој и на велосипедизмот во делот на Пониква. Што значи дека ова што го говоревме почнува полека и да се реализира, меѓутоа за жал ние граѓаните тоа тешко го приметуваме. Можам да ви кажам од ова говорница дека Кочани за една година, колку што сум јас начело на локалната самоуправа, доби скоро 200 милиона денари од централната власт за решавање на инфраструктурни проекти. Нешто што не се случувало во изминатите децении. Значи, зборувам само за една година. Повеќе од 3 милиона евра се обезбедени
средства од страна на централната власт за решавање на инфраструктурни проекти и проблеми на општина Кочани. Значи, како што реков, реконструкција, целосна реконструкција на патот, а сега зборуваме само за средствата за делимичната реконструкција на патот од Пониква према Кочани. Потоа зборуваме за проектот Планински велосипедски рај, кој треба денеска се подпише и да биде реализиран у следните 6 месеци, значи рокот за реализација на овој проект е 6 месеци. Понатаму зборуваме за реконструкција за Центарот на култура, нашето популарно кино, каде што се обезбедени 14,5 милиона денари за надворешна реконструкција. Во делот на инфраструктурата добивме за руралниот дел 2 милиона денара за патот од Крушка према Полаки, во должина од 800 метра и дел, односно поголем дел пари од основниот буџет на општина Кочани и секако во инфраструктурата во делот на Ромското мало добивме 6 милиона и 300 илјади денара за реконструкциите на улиците во тој дел. Што значи, ако ги собереме сите средства, се близу 200 милиона денари, нешто што, како што реков, одамна не се случило и нешто што треба да не прави храбри, да продолжиме во истиот правец и дека полека, но сигурно сме на прав пат да и Кочани го направиме пристојно место за живење и да направиме простор за развој на сите сегменти во Кочани. Кога зборуваме од тебе, кога зборуваме за пристојно место, имаме ли уште време? Кога зборуваме, јас ќе прашам, после ако може нека се тргне, ако не може. Кога зборуваме за пристојно место за живење за Кочани, ми текнува на градскиот пазар. Мислам дека Кочани како град, како реноме што го има како чист град, не заслужува да има поголем дел од градскиот пазар таков како што е сега, односно тоа е од левата страна ако гледаме низводно на Кочанска река. Објект за пазар се изгради негде на почетокот на 90-те години, меѓутоа таму многу малку функционира и можеби ќе беше подобро да не се градеше затоа што горните два ката фактички не функционираат, а на оваа левата страна од реката е, би рекол, препуштено се на пазарджиите, ми е препуштена земјата и она што ќе се снајдат за да ги продаваат своите земјоделски и други стоки. Ме интересира дали се планира некој проект во тој дел, дали се планира некое преместување или пак можеби некој решение кое бидејќи во централно градско подрачје, таму има и две стари куќи, бидејќи во централно градско подрачје некое по, би рекол, комплетно решение кое би го подигнало овој централен дел на градот во тој дел. Благодарам. Ќе ми дозволите прво да одговорам на претходното прашање во делот на Астом. Значи, Астом е еден објект кој навистина заслужува поголемо внимание, бидејќи со невнимание и со неодржување доведен во ситуација како што е и сите вие го гледате каков е и навистина тоа е недопустиво да продолжи во тој правец. За одржување на тој објект се потребни и многу средства. И едниот дел кој што е реновиран од страна на Министерството за образование и наука и што припаѓа на НИВ, значи каде што бил сместен правниот факултет, а потоа економскиот факултет, е во некоја подобра ситуација, додека другото е се во една очајна состојба и за тоа се потребни огромни средства. Ние денеска на нашиот понеделнички колегиум, една од темите беше Астом и решавањето на Астом комплетно. Значи, конкретно прашањето или дилемата која ќе се разреши овие неколку денови на колегиуми или во дебати со граѓаните, прашањето дали и тој дел што е факултетот треба локалната самоуправа да ги земе под сопствени ингеренции, бидејќи факултетот повеќе нема потреба од таа работа и е ставено прашањето, односно се водат разговори да ние како локална самоуправа ги преземеме. Сега прашањето треба да си го поставиме што понатаму со тој објект, ако го преземеме само како објект да го имаме, тој ќе продолжи да се руинира и одржавањето е навистина скапо. И ние сме во потрага во едно трајно решение како да го искористиме најадекватно и како да го ставиме у функција се со цел да не се распаѓа, туку да биде одржаван, бидејќи е навистина важен објект во тој дел од градот. За пазарот јас се навратив, значи уште на почетокот во една од моите дискусии реков дека еден од проблемите и хаосот што се ствара поготово во деновите на пазарот е и
нелегалниот пазар. Значи, легалниот пазар е тој што е од другата страна, од десната страна на реката и што е изграден дали е еден спрат или два спрата, меѓутоа таму има услови колку толку да се организира дневен пазар во рамките на она што му е и потребно на Кочани. Додека за овој неделниот пазар, кој што се обавува кај нас во Кочани, традицијата е во четврток, размислуваме за селење на тој дел, значи од левата страна и по улиците, да нема повеќе ова што го имаме до сега, и затоа рековме дека презентацијата на буџетот ќе отвараме и една од дебатите и разговорите со граѓаните, да ги слушнеме и нивните размислувања, бидејќи јас кога размислував и кога говорев силно за дислоцирање на пазарот, се зборуваше често со емоции дека граѓаните се навикнати, дека тука сакат, тука се навикнати и така натаму, што сметам дека не држи место да зборуваме така, треба да гледаме порационално, бидејќи навистина штетите од што е пазарот е повеќе сежни се. Прво рековме дека е буквално градот од пазарот нагоре е одсечен тој ден. Пристапот, и не дај Боже да се случи нешто, значи пристапот дали е на пожарна, дали е на медицинските возила, брза помош и така натаму, се отежнати, да не кажам скоро невозможни, од тие причини, а и на крајот градата слика што остава после одржувањето на пазарот во централното градско подружје е се причина повеќе да размислуваме за едно комплексно решавање на овој проблем. Во овој момент ние располагаме со идеи, имаме идеи кои нема денеска да ги соопштиме, ќе оставиме тоа да произлезе од граѓанските дебати и планираме во 2019 година, кога ќе ги усогласиме сите овие наши размислувања, да пристапиме кон дислокација на градскиот пазар само од левата страна на реката.